На сите факултети науки учат албанци, македонци, срби, роми, хрвати, власи, египтјани. Како може да е тоа провокација? Не е провокација, на финки учат највеќе студенти од држава. Зашто таму стварно што вика Милош да не направи зграда? Зошто мора таа баш? Ама прпа бе брат. Тие што се фатил, тие не прават провокација. Тие биле у ИСИС. Тоа што Илирија свикала комисија и го ставила само закона за пензии, тоа не значи ништо. Овој закон мора да оди на комисија. Таа е постапката. Законодавно правната постапка е таа. Крај. Нека не ве лажат со тоа. И сега видовме Таравари како ги брани интересите на својата коалиција, на народот кој што го гласал и така натаму. Ај сега да го видиме Мицкоски што вика за Универзитетот Мајка Тереза. Значи ова е таква блювотина, таква трагедија ова што му се случува на македонецот, да ја мислам дека ова е веројатно некоја клетва, казна, не знам што ја плаќаме. Или си ја плаќаме цената што гласаме вакви политичари. Пушти го видеото. Тоа што ако ги прашате од бизнес-дизајницата, тие ќе ви речат ни требаат стручни кадри, компетентни кадри. И таму нема дали си македонец или албанец, дали зборуваш македонски или албански. Таму ти вели знаеш да работиш или не знаеш да работиш. Дали збориш шпански, англиски, француски или германски. Не е мени битно. Ако не те бива, е на вратата, пријатно, раус, така ви кажете. Да. Така што, ајде да збориме за образованието. Тоа е она за кој што јас сакам да зборам. И таму нема македонци и албанци. Јас знам што сакаат сега, еве, ова е Универзитетот Мајка Тереза, сега дека е универзитет на кој што наставата собија на албански, па да создадат гнев кај македонците, зошто сега кај албанците се инвестира, а не кај македонците. Тоа е провокацијата, мислам. Треба да знаат тие што тие провокации ги прават, дека тие каде што одат, ние одамна сме се вратили. Тоа што ако ги прашате од бизнес-дизајницата, тие ќе ви речат ни требаат стручни кадри, компетентни кадри. И таму нема дали си македонец или албанец, дали зборуваш македонски или албански. Не е нормален. Немам друг коментар. Мицика. Тие знаеш што идат со провокациите, ние одамна сме се вратили. Значи призна дека правил провокации етнички. Знаеш колку премиери сме ги видели у грб? Ти кај што одиш, ние сме се вратиле 4ти пат. И тебе ќе ти го гледаме тилот. Ова е на Стефче изрека. И му е точно. А тоа што ти призна де факто дека ти си правил провокации и сега некој друг правил провокации и затоа знаеш да ги препознаеш, демек ти више си ги правил, сега се враќаш, затоа знаеш као со митото што се зајава. Да бе, со тоа види, оп, штама. Да. Знае од искуство како се дава мито и затоа нека да прифати. Абе како нема обвинител, абе луѓе? Абе што се заебавате, бе, ало? Абе обвинител, човече, не сме никој да те чепне, абе влези му, абе викни го на информативен разговор, викни го исказ да даде. Кој ти нудеше мито и од кај знаеш ти како се нуди мито? Викни го, ајде да видиме ти од кај знаеш како се дава мито, а да не си зели ти мито о предмет. И ќе бидеш како си каш оној сицилијанец. Ма нема ќе очуваме ние небе, тука кај нас ќе да видам тука кој ќе разнесе. Фалконе. Абе што правите бе луѓе? Абе не е крив само Христијан. Нашол. Да и зашол. Абе како нема обвинител, човече му рече, чекај бе ти што збориш бе другар? Дојди ваму на информативен, на исказ. Што правиш? Наредба да го повика полиција на информативен разговор. Мечка, за бранителите треба пола од парите што ги дадаа за Универзитетот Мајка Тереза. На народот не му е болка што си дал ти пари за Мајка Тереза. Болка му е што Финки, што ги тераше деца да протестираат дека немаат зграда, уште немаат зграда. Болка име на народот што не ги доправивте зградите и немате ни план да ги доправите зградите кои што се у делот кај што се универзитетите науки. Еве да се искористам јас со неговиот речник, пошто не те бива е раус.
Раус, така викаат. У Виена. Раус. Се он у иста изјава кажува дека не е битно дали е некој македонец, албанец како зборил, на фирмите им требале квалитетен кадар. А во исто време даваш 34 милиони за 34,5. 34,5 милиони за универзитет кој што е строго на албански јазик. Ама немој сега да бидеш Ама ти- на УКИМ мечко Ама учат и сега албанци и Ама македонци. зошто ти сега правиш меѓуетнички тензии? Па Провокација. идам по патот кај што одел он. Зашто правиш таа тензии? Да. Ама народов бе брат, он таргетира група 87,9 IQ. Он ја таргетира таа група. И са таа група нема да размисли дека на УКИМ, на сите факултети на УКИМ Учат албанци, македонци, срби, роми, Да. хрвати, власи, египтјани. 34 многу е. Значи, како да ти кажам, значи, како може да е тоа провокација? Не е провокација, на Финки учат највеќе студенти у држава. Финки па медицински факултет. Зашто таму стварно што вика Милош да не направиш зграда? Зошто мора таа баш? Или да направиш две одеднаш? Предвиди овој буџет од 34,5 милиона по 16 милиона. По 17 милиони. 17 за тој факултет, 17 за овој факултет. И да се направат двата одеднаш. И на сите да им ги заднеш устите. Ама прпа бе брат. Прпа таму. Тие што се фатил, тие не прават провокации. Тие биле у ИСИС. Тие ти се у коалиција. Еве прашај го. Види, На Таравари му беше обезбедувањето е? На Таравари? Не. На Таравари е прашај го Таравари кој го обезбедува. Кој му е телохранител на Таравари? Ја ти кажам, ти се фатил со ИСИС, друже. Заебано. мечка, овие 3 месеци као држава да ја води влен. Значи, македонецот воопшто го нема чувството дека луѓето за кои што гласале у огромно мнозинство со акламативна подршка 430.000 луѓе за него и 560.000 за Гордана Силјановска Давкова, дека тие луѓе ја водат државата. Таравари вика нема закон за бранители, сега не е време да се дискутира за тоа. Овој вика бранителите имаат подршката, ама не кажува како, односно не кажува дека ќе гласаат за законот. Во исто време го прашуваат, абе зашто им даваш на еден универзитет кој што реално нема никакви научни достигнувања у држава. Ја ќе разберев да универзитетот Мајка Тереза, за кој што патен првпат слушнав дека постои кога слушнав дека добил 34,5 милиони од државата, ќе разберев да имал некоја иновација, да имал некој научен труд кој што, не знам, го шокирал светот, ја поместил науката у Македонија, ја ставил на пиед. Ќе разберев. Океј, на албански учеле, тамо супер, браво, да им на луѓето помогне им. Кои се овакво достигнувањата на тој универзитет? На УКИМ знаеме кои се достигнувањата. Па патем ти си завршил на УКИМ, си станал премиер, си станал професор на тој. Треба да имаш почитување прво спрема тој универзитет. Нема врска македонци и албанци. На никој не му е тоа идејата. Иако тебе цело време околу тоа ти се врти разговорот, затоа што ти у предизборието правеше све за да предизвикаш меѓуетнички тензии. Правеше филмови дека дуи бойкотирале втор круг, дека сакале на тој начин да наметнат да се гласа за албанец, да се гласа за председател у собрание. Правеше филмови со Али Ахмети, се каравте, не знам, кекс и млеко, си се раневте, че филмови правевте, за сеа да ви искочи Оливер Спасовски да ви рече кад секој ден се среќавате, праќате у Мала Речица, испостава и така натаму, и ти на тоа прашање да немаш никаков одговор. Мислам дека може и тоа видео да го погледнеме, вика Мицко големи мал. Пушти го е тоа да видиме кај оди Мицко цело време. Вие лади 3 на едно прашање, ако може. Да. Спасовски рече дека секој втор ден висок представник на ВМРО-ДПМН се наоѓа во Мала Речица. Дали ова значи дека имате координација со партијата на ДУИ, зашто се разговара на Колку висок? Повисок од 1,90 м или понисок од 1,90 м? Не знам. Нека дефинира што подразбира зборот висок.
Видете, ако да бидеме, сам не знам човек како да ја коментира изјавите на Спасовски, но ајде, еве, ќе дадам одговор, бидејќи мораме да дадеме одговор, нели? Сепак човекот е координатор на пратеничката група на СДСМ во парламентот. Јас разбирам дека понекогаш Фројд работи кај луѓето и подсвеста се проектира кон другите. Вие лади 3 на едно 1. прашање, ако може. Да. Спасовски рече дека секој втор ден висок представник на ВМРО ДПМН се наоѓа во мал... Ги утапа шегиве, шеговиец. И ништо не одговори, па. Значи, вака се, да немојте да мислите дека сме го исекле кај што дал одговор. Одговорот му беше работи кај ни Фројд, толку беше одговорот и глупата шега, дали е повисок од 190 или понисок од 190. Значи немаше друго после понатака да речеме ево одговорот на прашањето, не идат умала речица. Не, веројатно идат. Многу веројатно идат пошто се координирани за Мицика, ако ти објавиме слики на некои од твоите што идат таму. повисок е од 190 или понисок. Пониски се. Барем да е некој висок па да баш љака, вака. Зашто бе вака бе Мицко бе? Шегобиецу. Ќе ги апселе Кој ќе апси? од дуј. Никој нема да апси. Па како ќе ги апси се срамота кафе пијат заедно. Никој нема да апси. Пушти ја моа бе, теј се спремале сега, деновиве, ова, ќе имало акција, ќе се апсал, не знам, некој екс-министер. Ништо. Ништо. Дека се среќава со Дуи се среќава, дека одат таму луѓе од ВМРО одат, се гледаат и у штабот кај нив идат. Значи тоа не е Што прават за дестабилизација план? не бе брат, ама се среќаваат, они имаат координации, они се договараат, тоа не е секој што е малце поупатен го знае. Он вака викаше нема врска, кај јас со Заев не сум се видел, нема врска, лажат, тие што кажуваат лажат. После рече па јако сите да има Најнормално. Најнормално било тоа. Само кај нас било проблем у Македонија, се Да, среќаваат Па политичари. после излезе стварно бе се гледале, им организирал Кочо, Комориве им организирал. Сега ќе биде и за овака, не, тоа 1,90 м повисок, хе. Ама не одговори. Што се смееш бе човече? Што си играш курташак со народов? Што се смееш? Бе што се човек, што му е на човеков? Не знам дали од жутата, не знам, ама лошо. Лошо му делови, ја мислам. Види, проблемот каде е? Проблемот е што создаваше таков наратив по однос на Дуи, дека се најголеми криминалци, голобради момчиња кои што не знам што направиле и така направиле, се збогатиле, команданти, она ќе ги апсам, и сега пред една недела потврди дека се среќавал со Али Ахмети од кога е станат премиер. Значи од кога седнал на Илинденска, неколку пати се сретнал со Али Ахмети. Извини. Вели еден гледач, вели мечка да бидеме самокритични на ваков брутален и подкрепен со факти подкаст народ се уште ќути. Па интересно му е народот, со шегите Раус, 1,90 м, колку бил висок функционерот на Дуи, така и тоа е. Тоа е. Додека не дојде еден ден, ситуација од која што бегање нема. Значи, сум го кажал тоа и пред 3-4 години, и пред 3, и пред 2, сум го кажал. Додека ние не ја стигнеме катарзата која што и се случи на Бугарија, као најблизок пример, ние ништо не правиме. Додека не ни се случи да народот да си ја бара правдата сам, па да служат за примери некои луѓе, ние држава не правиме. Сериозна држава. Тоа е. И мислам дека ова ќе доведе на следни избори да падне многу сега на локални. Не правам проценки, реков дека нема да правам. Ке видиме. Со 81,9 тешко е да се направи проценка.
Затоа што на јавна сцена ги дуби. Не можеш ти да кажуваш целата кампања да ја правиш на врз основа, како што и сам си признал претходното видео, врз основа на антиалбанство, врз основа на тоа дека на албанците премногу им се дало во оваа држава. Цела кампања на тоа да ја градиш и потоа да си секој втор ден у Мала Речица. И да се договараш за законот за министри, за нови министерства, да се договараш за законот за да нема избори во општините кај што ти станаа министри или пратеници, градоначалниците, значи едноставно во оваа држава не се бира тема за која што ќе се води јавен дискурс и за која што ќе се води кампања. Истата забелешка ми и кон СДСМ, кампањата која што тераше ВМРО со предавници. Па пола СДСМ го знема преку знам кај себе у партија. Луѓето кои што повикуваа да се гласа за Преспа, сега се пратеници патриотски или градоначалници патриоти од редовите на знам или функционери по министерствата од редовите на знам. Значи, се прави таква тензија помеѓу народот, да сакаат македонци со македонци очи да се извадат, сакаат македонци со албанци да се извадат очи, за они да си седат тамо и да се договараат и па да го полнат бродот и да го товарат магарето. Не може така.